Добро вечер, Македонија. Македонска телевизија, првиот и вториот програмски сервис заедно, 21 часот и 15 минути. Вечерашна пирамида не е јубилејна, но е многу важна. Пирамида број 18, значи да ви честитате полнолетство. 18-ка! Повторно сме на најнискиот степен на пирамидата, тројца исклучителни господа, млади интелектуалци и ветувам дека ќе биде забавно. Најгледаното гейм ток шоу во Европа. Пирамида, почнуваме! Добро вечер. И втор пат добро вечер, Македонија. Да видиме кој имаше најмногу среќа во пирамидата број 17. Гласаше за градоначалникот на градот Велес, господинот Аце Коцевски. На линија треба да имаме особата со повик реден број 1581, господја или господица Анита Манева. Добро вечер. Добро вечер. Господја или господица? Господја. Господја, дали е битно тоа дека е господја? Па, не, мислам дека не. Добро. Од каде се јавувате? Од Велес. Не, од каде? Каде сте моментално? Дома. Се слушаме ли? Да, се слушаме. Да, викам, каде сте моментално? Каде сте? Па во својот дом. Гледате? Да. Добивте информација дека ги се јавите од друго место, затоа прашувам глупости. Добро, дали знаете што добивте? Добивте од нашиот генерален покровител T-Mobile најнова Nokia 6210 и од нашиот покровител Евростандард банка добивте дебитна картичка вредна 10.000 денари. Благодарам. Анита, сема и убаво и се надевам дека ќе го поддржите вашиот градоначалник и во финалето во кој тој се пласираше. Чао, Велес, чао. Чао, чао. А публико ние почнуваме да ви ги представам тројцата господа за кои пред малку ви зборував. Голем аплауз за вечерашните гости. Љупчо Зиков, Филип Петровски и Луран Ахмети. Добро вечер. Поведете. Добро вечер. Поведете. Колега, добро вечер. Поведи. Благодарам. Позиција број 1, господинот Љупчо Зиков, собственик на неделниот бизнис магазин Капитал. Добро вечер. Добро вечер, како сте? Одлично се чувствувам. Прв пат во пирамида? Прв пат во оваа. Во оваа прв пат, добро. За оваа и правам муавет. Овие убави луѓе зад вас кои се? Тоа се студенти на правниот и на земјоделскиот факултет и многу ги поздравувам бидејќи ќе ме бодрат вечерова. Така е, така е. Што се случува со Капитал? Тоа е еден магазин кој е во континуиран раст. 9 години, во септември славиме 9-та година и ќе почнеме јубилејната 10-та година. Еден од највлијателните пишани текстови во Македонија кои излегуваат неделно. Јас сум горд на екипата на Капитал, ја поздравувам која е вечерва со мене исто така. Крај малите екрани и така. Благодарам. Значи се јавувате на 02-3099-367 за господинот Љупчо Зиков. Позиција број 2, господинот Филип Петровски, добро вечер. Здраво го. Да не ги набројуваме сите претходни работи по кои сте познати. Битно е дека сте магистер по меѓународна политика и моментно директор на градската библиотека Браќа Миладиновци. Така Грешив нешто? Не. Не, така е. Овие луѓе убави зад вас се? Овие убави луѓе се под малокот на ВМРО од Скопје и ги поздравувам и благодарам што дојдоа со мене вечера. Сега да продолжиме во истиот тон. Што се случува во градската библиотека? Па градската библиотека во последните 2-2,5 години стана највлијателна институција од тој домен во Македонија. Ние правиме многу работи таму. Еве да набројам дека имаме многу добар вебсайт кој што е посетен и надвор од Скопје. Значи практично ние иако сме лоцирани во Скопје преку средствата за масовно информирање и преку новитетите што ни ги нуди цивилизацијата во 21 век, стануваме градска библиотека која што е библиотека за сите македонци во Македонија. Зборам во
како нација, но и на сите заинтересирани надвор од Македонија. Така што присутни сме 24 часа, постојано работиме и мислам дека тоа публиката, односно и Скопје и цела Македонија добро го знае. Има тоа како порано земам книга и не ја враќам 15 Нема, години? нема. Сработа е 023099362 за Филип Петровски. Позиција број 3. Луран Ахмети, мој колега, актер. Добро вечер. Добро вечер. Како си, колега? Па, окей. Единствено со тебе смеам на ти. Да, апсолутно. Да, добро. Овие двајцава имаат таму. Добро, ние сме на ти. Што се случува во твојата кариера? Во мојата кариера не се случуваат убави работи Не моментално. биди нескромен, кажи сега тоа што ми го кажа пред 5 минути. Ништо, играм во една турска серија, една турска сапуница, која што е моментално во Турска прва на рейтинг по гледаност. Значи, многу успешна серија. По самото тоа го чувствувам им како мој успех. Ми се пофали дека играш забележителна улога, Па значи. да, јас сум еден од главните негативни. Не си од оние ако кивнеш повеќе од 3 пати нема да го видиш. Не сум. Не. И како оди сега со таа серија ќе продолжиш и понатаму, има нови Апсолутно ќе епизоди. продолжам додека има. Таа серија ќе трае до крај, значи до крај на оваа сезона, до крај јуни, после ќе продолжи од средина на август, се снима во Битола и ќе играм додека има потреба. После тоа ќе се потрудам да одам во Турска да продолжам. Имавме овде за гостин уште еден твој колега кој не е актер, но играше во серијата, господинот Гюнер Исмаил беше тука. Да. Ќе одиш за Турција? Па ако имам добра понуда, зошто да не? Ќе имаш сигурно. Овие убави луѓе зад тебе се? Средношколци од училиштето Цветан Димов и мои пријатели се погоре. 023099363 Луран Ахмети. Океј, Македонијо, почнуваме. Тема број 1, воведничар ќе биде господинот Љупчо Зиков, а темата број 1 носи наслов Страв со блеф. Пирамида! Ке биде ли конечно или мора да биде? Секојдневни анализи по медиумите и прашања за граѓаните. Државниот врв се состанува по секој предлог на Нимиц и се реагира на секој потек на Атина. И по последниот предлог на медиаторот, закана за вето. А реална закана или ефтин популизам пред гласањето до верба на владата на Караманлис. Квалификации закани по интернет за некои експерти и новинари за нивната попусливост пред грчките ставови. Ке искре ли сонце на четврти утрината или треба да стравуваме за нашата безбедност и иднината на поколенијата? Има 5 минути во животот, прашањето е дали ќе ги види. Јас мислам дека македонските луѓе, македонските граѓани ги имаат 5 минути кои протекуваат во овој период и мислам дека тие полека одминуваат позитивно за нас. Сакам да кажам дека Македонија преговорите со Грција, преговорите потенцирам бидејќи Македонија влезе во преговори и тоа беше добро, ги добива во своја корист, а тоа значи дека заштита на своето име Македонија. Она што треба сега да се случи е рутинирано да се стапи во оваа фаза, а тоа е самитот на НАТО, каде што би требало, очекуваме и сакаме да се случи приемот во НАТО. Она што Македонија успеа да го добие со овие преговори со Грција е својата позиција на неменување на своето име и заштитата, односно бетонирањето на својот идентитет македонски. Дали ќе има вето од страна на Грција, не верувам, бидејќи ако има вето, тогаш Грција многу што ќе треба да објаснува на европската сцена. Имаме време се да